فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في Биографија на мајката на верниците. Ајша бинт Абу Бекр радијаллаху анха. Таа е Ајша бинт Абу Бекр, Абдуллах ибн Абу Кухафа ал-Кураши ат-Тајми, мајка на сите верници, сопруга на најодбраниот Аллахов пратеник, саллаллаху алейхи веселам, и најучената жена на исламскиот уммет во сите времиња. Нејзината мајка била Умму Руман бинт Амир, за која Мухаммед саллаллаху алейхи веселем и првиот калифа Абу Бекр Сидик радијаллаху ан зборувале со почит. Така Ајша имала среќа да биде родена и воспитана во куќе на племенити родители, а воспитувањето да го надополни во домот на својот сопруг, Аллаховиот пратеник, саллаллаху алейхи веселем. Позната била по надимекот Умму Абдуллах, според својот внук Абдуллах ибн Зубейр. Во предание што го бележи Ибн Хиббан, Ајша радијаллаху анха вели: Кога се роди Абдуллах ибн Зубейр, јас го однесов кај пратеникот саллаллаху алейхи веселем, тој стави од својата благословена плумка на неговите усни и рече: Ова е Абдуллах, а ти си Умму Абдуллах. Тоа бил надимекот по кој ја нарекувале, иако таа не родила деца. Освен тоа, пратеникот саллаллаху алейхи веселем го дал надимекот ал-Муафака, гупатена и подпомогната од Аллах. Пренесува Абдуллах ибн Аббас радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: Кој од мојот уммет ќе изгуби две деца, што ќе умрат, Аллах ќе го воведе со нив во џеннет. Ајша прашала: А кој ќе изгуби едно дете? Пратеникот саллаллаху алейхи веселем рекол: И тој кој ќе изгуби едно дете, о Муафака. Аллах ја одликувал Ајша со пратениковото друштво уште додека била девојче, а таа своето време со него го искористила за стекнување знаење. Така станала една од најголемите правници и учени жени на исламскиот уммет. Удавањето на Ајша радијаллаху анха за пратеникот саллаллаху алейхи веселем. За своето мажење Ајша го раскажала следново: По смртта на племенитата и побожна асхабика, мајката на верниците и првата сопруга на Мухаммед саллаллаху алейхи веселем Хатиџа, кај него дошла Хаула бинт Хаким и му рекла: Аллахов пратенику, сакаш ли да те оженам? Тој ја прашал: А со кого? Хаула одговорила: Ако сакаш девица, знам една, а ако сакаш вдовица, знам исто така. Пратеникот саллаллаху алейхи веселем повторно прашал: А за која девица, а за која вдовица мислиш? Хаула рекла: Што се однесува до девицата, тоа е Ајша, ќерката на најдрагиот човек, Абу Бекр, а што се однесува до вдовицата, тоа е Сеуда бинт Замаа, која поверува во твоето пратеништво и е твоја искрена следбеничка. Тогаш пратеникот саллаллаху алейхи веселем се согласи. Потоа, вели Хаула, отидов во куќата на Абу Бекр и ја затеков неговата сопруга Умму Руман. Ја искористив ситуацијата и реков: Што мислиш, о Умму Руман, за доброто и берикетот што Аллах го подари на вашето семејство? Таа прашала: Во што се состои тоа? Јас реков: Аллаховиот пратеник ме испрати да ја побарам вашата Ајша за него. Умму Руман била изненадена од веста, па ми рекла: Почекај додека да се врати Абу Бекр. Кога се вратил Абу Бекр радијаллаху ан, рекол на Хаула да го повика пратеникот саллаллаху алейхи веселем. По склучувањето на брачниот договор, Ајша останала во куќата на својот татко уште 2 години. Кога направиле хиџра во Медина, се населиле во куќата на Бену Харис ал-Хазраџ.
Оттаму мајка ја одвела во куќата на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Кога стигнале пред вратата, нејзиното срце забрзано чукало, а образите се вжештиле. Мајка ја измила со вода од садот што го носела со себе, па влегле во куќата. Внатре го затекнале Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Со уште двајца мажи и неколку жени. Мајка ја зела за рака, ја седнала покрај пратеникот и рекла: Аллахов пратенику, ова е твојата сопруга Ајша. Јас го молам Аллах да ти подари берикет со неа и на неа со тебе. Потоа сите излегле и останале само таа и пратеникот салаллаху алейхи веселем. Тогаш прв пат стапиле во брачен однос по венчавката. За свадбеното веселие не било заклано ниту јаре, ниту камила. Се послужиле со храна што таа приготвила и Сад ибн Убейд радијаллаху ан, што испратил еден сад со јадење. Така Ајша за секогаш влегла во исламската историја и на најубав начин го вековечила своето име. Љубовта на пратеникот салаллаху алейхи веселем кон Ајша. Ајша била посебно милувана од пратеникот салаллаху алейхи веселем. И тој никогаш не го криел тоа. Амр ибн Алас радијаллаху ан вели: Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем ме испрати во битката на Зата Саласил. Кога се вратив, му реков: О Аллахов пратенику, кој човек ти е најдраг? Тој одговори: Ајша. Јас прашав: а од мажите? Тој рече: нејзиниот татко. А потоа кој? Прашав. Тој ми одговори: Омар ибн Ал-Хаттаб. И потоа редеше други имиња. Ибн Аби Мулаука пренесува: еден ден дојде човек кај Ибн Абас радијаллаху ан и му рече: знам дека пратеникот салаллаху алейхи веселем на луѓето им ја пренесуваше верата преку збори пример, но од каде ја пренесуваше верата на жените? Ибн Абас одговори: нели си чул дека тој најмногу време минуваше кај Ајша и дека многу жени доаѓаа кај неа за да ја прашаат за верата? Љубовта на пратеникот салаллаху алейхи веселем кон Ајша се гледала и во секојдневните мали работи. Често се надпреварувале во трчање, еднаш победила таа, а друг пат тој, и секогаш со насмевка ја потсетувал на тоа. Кога патувал, ја носел со себе и ја пуштал да гледа играчи или да слуша пеење, зашто знаел дека е млада и сака да се радува. Ибн Сад бележи дека пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол: доблестите на Ајша над другите жени се како доблестите на Тарит, највкусното јадење од месо над другите јадења. Знаењето на Ајша радијаллаху анха. Ајша радијаллаху анха била позната како една од најучените личности меѓу асхабите. Аллах ја почестил со остар ум, одлична меморија и длабоко разбирање на верата. Ибн Саад пренесува дека нејзиниот внук, Уруа ибн Зубейр, рекол: никогаш не сум видел некој да знае повеќе за Куранот, за прописи на халал и харам, за поезијата, за арапската историја, за наследното право и за медицина, од Ајша. Муслиманите често доаѓале кај неа за да се посоветуваат околу верските прашања. Дури и големите асхаби како Умар, Али ибн Абас понекогаш барале нејзино мислење. Таа пренела околу 2210 хадиси од пратеникот салаллаху алейхи веселем и затоа е меѓу 7 најголеми пренесувачи на хадиси, Ел-Муксирун, и од нив се 170 веродостојни ги забележале Бухари и Муслим. Нејзиното знаење не било само теоретско, таа била позната и по мудрост во практичните работи. Кога некој ќе дојдеше кај неа со проблем, таа не одговараше веднаш, туку велеше: почекајте додека да се посоветувам со Куранот и со Суннетот.
Благодарение на тоа, таа оставила огромно наследство во исламската правна мисла. Скромноста и ибадетот на Аиша р.а. По смртта на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем, Аиша останала во Медина и својот живот го посветила на ибадет, поука и советување на умметот. Била позната по тоа што многу постела и клањала ноќни намази. Кога ќе слушнеше нешто од Куранот, често плачела и се плашела за себе, иако била од најодбраните жени. Ибн Саад пренесува дека таа секогаш се грижала за сиромашните. Понекогаш знаела да подели што имала, дури и кога за себе не останувало ништо за вечера. Еден ден ја виделе како раздава 70,000 дирхеми на сиромаси, а кога дошло време за ифтар, немала ништо друго освен леб и масло. Кога ја прашале зошто не одвоила барем малку за себе, таа одговорила: ако се сетев, ке сторев, но јас бев зафатена со нив. Нејзината скромност била толкава што, иако живеела во куќата каде што бил погребан пратеникот С.А.В. и нејзиниот татко Абу Бекр, таа секогаш носела целосно покривање кога ќе влезел Умар р.а. по своето погребување таму, велејќи: сега тука е и човек со кој не сум била махрам. Последните денови и смртта на Аиша радијаллаху анха. Аиша живеела повеќе од 40 години по смртта на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем, своето време го минувала во ибадет, во предавање на хадиси и во советување на муслиманите. Кога се приближила кон крајот на својот живот, често се молела на Аллах да ја повика кон себе, во своите дови велела: о Аллах, дај ми смрт во Медина и приклучи ме кон моите најмилени. Пред смртта ја оставила следнава порака: погребете ме ноќе, за да нема голема гужва, и нека ме погребаат во собата на пратеникот саллаллаху алейхи веселемка. И навистина таа починала во Рамазан, 58 година по хиџра, во времето на халифата Муавија ибн Аби Суфјан. Дженазата ја клањал Абу Хурейре радијаллаху ан, а била погребана во Џаннатул Баки, гробиштата во Медина каде што се наоѓаат многу асхаби. Со нејзината смрт, умметот изгубил една од најголемите учителки и чуварки на суннетот. Аллах да биде задоволен со неја. فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا